И покрај зголемените активности на шумската полиција, шумарите и другите одговорни за заштита на шумскиот фонд од бесправна сеча, дрвокраците лани успеале да исечат и однесат над 610 кубици дрвна маса. Вкупната пазарна вредност на овие количини надминува 5,5 милиони денари. Најактивни биле дрвокраците во атарите на селата Пантелејни, Вичани, Рајчани и Бели на Осоговските планини, кои исекле над 160 кубици дапи бука. Во реонот на Плачковица дрвокраци од Теранци, Мород, Визвидовиште и Зрновци на црно исекле 90 кубни метри дрвна маса. На удар на дрвокраците се и шумите околу градот Кочани, така наречени неуредени шумски површини, од каде лани се однесени 175 кубни метри дрвна маса, вредна над 1,5 милиони денари. Најмногу се сечеле дабови и букови стебла, а во одредени реони и бор. Има кај нас е река и крадат само тие врбите околу реката. Али сега како заострија казните, па има како не. Реката голена направена е сув. Доаѓаат на сред пладнија со жаги, со машинки, со коли, со коње и носат. И за тоа си има шумска полиција, тие треба да си преземат, луѓето таму работат на терен, треба да излегнат, да се видат таму. Најголем дел од оваа дрвна маса е препродавана на црно, 30 до 50% поевтино од актуелната цена на огревното дрво. Дрвокраците имаат разработено цела мрежа за сечење и транспорт на дрвото, кој го вршат со трактори, комбини, прилагодени леки коли и со коњи и магариња. Активностите главно се одвиваат во ноќните или раните утрески часови. За зголемена бесправна сеча годинава придонесе долгата и студена зима, која голем број семејства ги остави без дрва, па побарувачката нагло се зголеми во февруари и март. Меѓутоа, податоците за оваа негативна појава, поради која делови од планините се претвораат во голосеци, ќе бидат познати дури на почетокот на наредната година.